Петте барања на Петоци. Fridays for Future или во нашиот проект Петоци за иднината представува едно движење кое на 20 септември 2019 успеа да собере над милион луѓе кои излегоа масовно на улиците да протестираат за климатски промени. А сето тоа започна со едно делече кое во петок одеше да протестира против она што незе и беше најголема пасија, а тоа беа климатските промени како страх за незината иднина. Петоци за иднината во Македонија до сега има направено 5 барања од надлежните со кои се очекува да се справат со климатските промени, односно од кои очекуваме да делуваат наскоро, затоа што мислам дека е време да сфатиме колку е страшна климатската криза која не очекува доколку не го направиме тоа. Петте барања на Петоци за иднината кон надлежните се однесуваат напред се итно прогласување на климатска вонредна состојба во големите градови како што е Скопје. Најпоследно тоа го има направено Осло и со тоа ќе дадеме назначење да покажеме на граѓаните дека всушност ова навистина се случува. Значи веќе не се работи за дали климатските промени се вистина или не, се работи за дали ќе одлучиме да ги игнорираме или ќе делуваме за да си го спасиме нашето постоење. Всушност се бара формирање на тело кое ќе работи само на оваа специјалност, каде што секако ние не велиме дека ние знаеме кои се решенијата, односно си постојат служби кои би требало тоа да го водат. Со тоа што идејата на Петоци за иднината е да биде од граѓаните за граѓаните. Апсолутно, мислам дека и самата иницијатива Петоци за иднината е совршен доказ за тоа дека активизмот е оној кој ги покренува нештата, односно како што веќе напоменав, од едно делече кое секој петок седеше надвор од часови за да докаже дека климатските промени се реалност. Денес, една година подоцна, имаме огромно движење и речиси нема човек на планетата кој не слушнал за климатските промени. Проблемот со климатските промени и зошто тие се невидливи толку долг период, иако за нив се зборува во изминативе 30-40 години, е она што тие не ги погодуваат оние кои ние мислиме дека први ги погодуваат, односно оние кои имаат најмалку можности да кажат нешто за тоа како страдаат од климатските промени, се оние кои први страдаат. За 10 години можеби нема да бидат особено видливи, можеби не повеќе од она што денес го гледаме како климатски промени, тоа се честите температурни разлики од ден за ден, но за 100 години се очекува дека Македонија ќе биде целосно уништена и тука нема да има можност за живење.